Vo politikata matno, novi 5 minuti za divogradbite, niknuvaat kako pečurki posle došt. Sekoj 2 dena vo regionot se gradela po jedna kukje na divo. Vkupno za jedna godina toa se 180 divogradbi. Osobeno nekontrolirano vo site opštini od regionot se gradeše vo periodot od istekot na mandatot na gradonačelnicite do nivnoto prodolžuvanje. Vo to jeden mesec samo vo štip se registrirani 6 divogradbi. Inspektorite se na teren i to avo naselbata 8. ноември се надградуваат веќе горе. Над зградите, во населбата ноември каде живее ромско население имаме 3 дивоградби лоцирано и на Радански пат имаме една дивоградба лоцирано. Значи 6 дивоградби во овој момент се градат. На ниво на регион за една година најмногу дивоградби се изградени во Štip 87, следува Виница со дури 37 и Кочани со 26. Во останатите општини бројот на дивоградби се движи од 1 до 8. Сите овие градби најчесто куки се градени откако важноста на законот за легализација на дивоградбите истече, па прашање е како општините сега ќе се справуваат со нив. Понатамошната постапка предвидува градежниот инспектор да го информира лицето кој што има дивоградба, само да ја отстрани истата и да ја врати во првобитната положба. Доколку тоа не го стори, се разбира, општината преземе активности за рушење на дивоградбата, а сметката за онаа што ќе биде срушено секако паѓа на товар на крајниот корисник, односно на оној што градел на диво. Во меѓувреме и легализацијата на оние објекти за кои барања е доставено навреме е доведена во прашање поради ненавремено доставени документи. Тоа е прашањето за геодетските елаборати, односно тесниот кусиот рок што беше недоволен навремено да се изготват геодетските елаборати за барањата кои што беа поднесени. Околу 15.000 барања остана недозавршени геодетски елаборати. Тие се наоѓаат сега во еден ваков простор, така да ова прашање секако мора потхитно да се реши. До сега со процесот на легализација во катастарот се впишани над 180.000 објекти, додека за околу 15.000 постапката е стопирана. Од нив околу 3.000 се во општините од источниот регион.